Патиштата ви се лоши да си ги поправите. Нобеловецот по економија Пол Кругман вака ги искара премиерот и министрите на Скопскиот економски финансиски форум, каде што беше почестен гостин. Зборувајќи за тоа како повеќе да се привлече странски инвестиции во време на криза, потенцираше дека вложувањата во инфраструктурата се од клучна важност. Вели во вакви услови инвеститорите ќе ги селат фабриките во земјите од Западен Балкан и државите со пониски плати, па тие треба да бидат подготвени да ги привлечат на нивна територија. Локацијата ви е добра, политичкиот систем ви е добар, патиштата треба да ги поправите. Но ако го направите тоа, вашите можности се големи. Фабрики од Холандија, од Германија, ако сакате да користат производство тука, она што е најважно е таа инфраструктура за транспорт. Кругман не очекува дека глобалната економија ќе падне во рецесија, но ќе има ниски стапки на економски раст. Високите стапки на инфлација пак смета дека ќе се задржат година до две, со значително намалување во следниот период. И премиерот Ковачевски на форумот рече дека очекува забавување на инфлацијата во втората половина од годината. Истакна дека меѓу главните приоритети на владата се мерките за ублажување на ценовните шокови, за зачувување на животниот стандард на населението и ликвидноста на фирмите. Со стабилизирање на ценовните притисоци, со нормализирање на синџирите на добавување, но и со спроведување на владиниот план за заздравување и забрзување на растот, прогнозите се дека економскиот раст кај нас на среден рок ќе забрза. Економскиот раст за годинава е проектиран на 3,2%, што е намалување за 1,4% поен во однос на макроекономските проекции за буџетот за 2022 година. Времето на ефтини пари е зад нас. Кругман посочува дека централните банки полека почнуваат да ги подигнуваат каматите и покрај тоа што нивните можности за интервенција во борба со инфлацијата стануваат прилично ограничени. Премиерот Ковачевски се пофали дека владата обезбедила поволни извори за финансирање на долговите, без да посочи дали мисли на најавениот заем од ММФ или издавање евроврзница.